Здраво! Добре дојдовте во училница. Јас сум Елица Витанова, наставник во Свети Кирил и Методи Иловица во Босилово и сега ќе одржам еден краток час од 7 оделение за плоштина на правоаголник и квадрат. Еве плоштина на правоаголник и квадрат. Во оваа наставна содржина ќе учиме што е плоштина, како се пресметува плоштина на правоаголник, како се пресметува плоштина на квадрат и ќе решиме еден посложен пример. Да видиме што значи поимот плоштина. Прво ќе разгледаме еден квадрат со страна 1 см. Еве имаме и една геометриска фигура, сложена како оваа, и ќе треба вие да изброите колку вакви квадратчиња може да собереме во оваа фигура. Значи, треба да го запишите бројот на квадратчиња што се потребни за да се покрие целата фигура. Како ќе го направите тоа? Секако со броење на квадратчињата. Ајде изброите ги. Броењето е лесно барем, нели? Значи, ќе ги избројате квадратчињата и секако добивте 18. Значи, вие со оваа постапка, всушност, ја измеривте плоштината на оваа фигура. Еве, на оваа фигура ја измеривте плоштината. За мерна единица употребивте еден квадрат со димензија од 1 см. И треба сега да запомнеме. Што треба да запомнеме? Дека за квадрат што има страна долга 1 см, велиме дека има плоштина 1 квадратен сантиметар. Накратко пишуваме P е еднакво на 1 см квадратен. Еве сега ќе имаме еден пример. Пример 1. На ист начин, како во претходната задача, пресметаја плоштината на правоаголник, чии страни се долги 4 см и 2 см. Тоа ќе го направите со броење. Значи, колку квадратчиња со страна од 1 см се потребни за да се покрие целиот правоаголник. Прво со броење, а потоа ќе видите како ќе го пресметаме и на друг начин. Значи, вие веќе согледавте дека, еве, ги димензиите на правоаголникот 4 см и 2 см, согледавте дека има 8 вакви квадратчиња. Тие поснаодливите знаат дека треба да пресметаат, да помножат всушност 4 см по 2 см. Значи 4 по 2 и се добива 8 см. Значи, за да пресметаме плоштината на правоаголникот, треба да помножиме соседните страни. Значи, да помножиме 4 см во овој случај со 2 см. Плоштината, пак ќе повториме, е 8 см квадратни. Еве сега имаме еден правоаголник на кој што должината обично му се бележи со А, тоа е должина, и другата соседната страна, која што е ширина обично, ја викаме и ја бележиме со Б. Така да сега плоштината, знаеме од претходно тука, дека се пресметува со множење на должината со ширината. Така да сега нашата должина е А, ширината е Б и имаме А по Б. Значи, треба да ја запомнеме дека плоштина на правоаголник се пресметува со множење на должината по ширината. Еве сега наред да видиме квадрат. Што е квадрат? Што е квадрат? Значи, знаеме ни што е квадрат, нели? Само сега се прашуваме дали може да се каже дека квадратот е правоаголник чии страни се еднакви по должина. Свативте што сакам да ми кажете? Дали може квадратот да го сметаме дека е правоаголник на кој што и двете страни му се еднакви, и должината и ширината? Може ли? Може, така? Може.
Бидејќи квадратот е правоаголник, чии страни се со еднаква должина, значи можеме да ја искористиме формулата за плоштина на правоаголник, за да најдеме како се пресметува и плоштина на квадрат. Еве квадратот, сега таа е страна А, како што беше тука кај правоаголникот Б, сега имаме пак А, бидејќи двете страни му се исти, и должината и ширината. Поради тоа може да напишеме А е еднакво на Б. Значи, плоштината, како што беше А по Б, сега имаме А по А, бидејќи таа Б е иста како А, имаме А по А, или можеме веќе да напишеме скратено П е еднакво на А на квадрат, да го запишеме како степен. Еве сега имаме уште еден пример, едноставен пример, секако дека го решите за 1 или 2 минути. Пресметај ја плоштината на квадратот, чија страна е до 8 см. Можете видеото да го паузирате 1 или 2 минути, најмногу толку ви се потребни, секако и помалку. Па ќе се вратите пак и ќе го согледаме заеднички решението. Сигурно пресметувавте вака. А е еднакво на 8 см, тоа е страната на квадратот. П сега ќе биде наместо А, ставаме наместо во оваа формула А, ставаме 8, еве 8 на квадрат, а 8 на квадрат знаеме дека е 64, бидејќи 8 на квадрат е 8 по 8, а тоа е 64 см квадратни. Да се разбереме сега и да запомнеме дека ако страната беше изразена во дециметри, ние за плоштина ќе имавме мерна единица дециметри квадратни. Ако страната е изразена во метри, тогаш плоштината ќе беше изразена во метри квадратни. Исто така треба да запомниме дека и двете страни треба да бидат во иста мерна единица. Еве сега да идеме сега малку на една поинтересна задача. Плоштината на квадрат и правоаголник се еднакви. Значи, плоштината на квадрат и правоаголник се еднакви. Ако страната на квадратот е 40 см, е дадено и ширината на правоаголникот е дадена дека е 25 см, треба да ја најдете должината на правоаголникот. Како ќе постапиме? Еве јас ќе ви помогнам. Еве го правоаголникот со страната од 40 см. Квадрат со страна од 40 см и правоаголник со страна А, што не ја знаеме, не ја треба да ја најдеме, и ширината од 25 см. Како ќе постапиме сега? Дали вие веќе имате идеја како ќе постапиме? Еве, страната на квадратот ќе се запишеме А е еднакво на 40 см. Тогаш плоштината на квадратот колку ќе биде? Ајде пресметајте. За тоа ви треба секако најмногу 1 минута. Пресметаме, пресметајте ви во вашите тетрадки. Го добивте ова слично? Овде имаме плоштина на квадрат еднакво на А на квадрат. Тоа е формула. Сега наместо А ставаме 40 и така да добиваме дека плоштината на квадратот е 1600 см квадратни. Ставаме ПК, К индекс, за да се разликува од плоштината на правоаголникот, која што ќе ја бележиме со П, со буквата П како индекс долу. Еве сега одеме кај правоаголникот. Должината на правоаголникот е А. Ќе ставаме прашалник, бидејќи не знаеме колку е. Ширината на правоаголникот е 25 см. Знаеме уште што од задачата, од условот на задачата, двете плоштини се еднакви. Значи, овој правоаголник има иста плоштина како што е квадратот. А квадратот има плоштина 1600, така да и нашиот правоаголник сега ќе има плоштина од 1600. А плоштината на правоаголникот, еве формулата, се пресметува со А по Б, нели?
Така да запишуваме P на правоаголник 1600 cm квадратни. Заменуваме во оваа формула. Значи, наместо плоштина ставаме бројката што ја имаме 1600, наместо А ќе ставаме А, нели нема наместо А, 25 го заменуваме со Б. Еве сега наместо Б ставаме 25 во формула. Ги заменуваме местата, левата и десната страна ги заменуваат местата, чисто за полесно да пресметувате. Од тука имаме равенка со една непозната, во која е непознат едниот множител, а ќе го најдеме со делење. Значи А е еднакво на 1600 делено со 25 и А е еднакво на 64 cm. Толку беше таа задача. Еве, јас се надевам дека научивте нешто повеќе за плоштина на правоаголник и квадрат. Последната задача можеби не ви беше позната. Еве сега знаете како и да решите задача од овој тип.